Почитувани гледачи, добре дојдовте во вестите на телевизија Здравкин во продолжение на станите кои го одбележаа денот. Физикалното одделение во Велешката болница ќе започне со прием на пациенти во текот на денешниот или утрешниот ден. Притворен велешанец кој што физички е нападнал својата сопруга. Министерот за здравство Венко Филипче најави дека стигнаа вакцините за сезонски грип. Полни се капацитетите во Велешката болница. Моментално на инфективното одделение се сместени 54 пациенти, од слободните 55 кревети, додека во Б одделот на интерното одделение е целосно исполнет. Истиот располага со 15 кревети. Физикалното одделение во болницата ќе започне со прием на пациенти во текот на денешниот или во текот на утрешниот ден. Се исполнија капацитетите на инфективното одделение во Општа болница Велес, како и во Б одделот во болницата, кој што представува мост за прием на пациенти суспектни или позитивни на коронавирусот. Портпаролот на Општа болница Велес, доктор Весна Николовска-Неделкова, за нашата телевизија извести за состојбата на инфективното одделение. Во Велешката болница на инфективното одделение се сместени вкупно 54 пациенти, од кои што 51 се потврдени позитивни и тројца сомнителни случаи. 20 пациенти се наоѓаат на кислородна поддршка. Во моментов се прифаќаат и дел од пациентите на интерното одделение. Таму се сместени 15 пациенти, од кои 5 се потврдени позитивни на вирусот, а 4 се сомнителни. Останатите 6 пациенти сместени на интерното одделение во Велешката болница се со негативни тестови на COVID-19, но се уште се со тешка клиничка слика каде што го продолжуваат своето соодветно лекување, се до нивно оздравување. Инаку денеска се очекува да се отпишат повеќе оздравени пациенти од коронавирусот, при што ќе се ослободат повеќе места за прием на нови пациенти. Во текот на денот ќе бидат испишани неколку пациенти од двата оддели, ќе биде опремено одделот за физикална медицина и рехабилитација до крај на денот и евентуално утре. Маж физички е нападнал својата сопруга на 57 години. Тој е приведен откако жената го пријавила во полициската станица во Велес. Портпаролот на секторот за внатрешни работи Верољуб Додевски ги соопштува деталите за нашата телевизија. Маж физички е нападнал својата сопруга на 57 години вечерта на 4 месецов. Портпаролот на секторот за внатрешни работи Верољуб Додевски за нашата телевизија ги соопшти деталите. На 4.11.2020 година во 22:40 часот во секторот за внатрешни работи Велес било пријавено дека 57 годишна жена била физички нападната од нејзиниот сопруг, при што и се нанесени тешки телесни повреди. Лицето е приведено во полициската станица во Велес. По целосно документирање на случајот ќе биде поднесена соодветна пријава. Согласно законската регулатива, нашата држава обезбедува посебна заштита на семејството, мајчинството, децата, малолетните лица, лицата без родители и без родителска грижа, како и на сите други лица кои што ќе се најдат во некој социјален ризик. Законските акти обезбедуваат и заштита од семејно насилство, при што се забранува секаков вид на насилство во бракот и семејството, меѓу членовите на семејството без оглед на полот и возраст. Со регулирањето на семејното насилство во позитивното законодавство на нашата држава во 2004 година, како и со дополнување на законот во 2006 и 2008 година, Македонија се вброи во редот на државите кои покрај задолжителното давање соодветна заштита на жртвата на семејно насилство, воведе и комплементарна правна заштита на жртвите на семејното насилство. Локалната власт ја известува јавноста дека ќе се реконструира тротоарот од левата страна на улица Благој Ѓурев на потегот од театарот до пошта. Градежните работи ќе започнат денеска. Прво ќе се крши асфалтот, ќе се товари и транспортира до одредена дестинација. Потоа ќе се вадат корења од дрвја за да се подготви површината за тампонирање, валирање и асфалтирање. Се повикуваат пешаците и возачите внимателно да се движат по тој дел од улицата, како и да ја почитуваат поставената сигнализација. Градежните активности е предвидено да траат 10 денови.
Велешани продолжуваат со недисциплината во однос на носење заштитна респираторна маска. Збунувачки е фактот што во Велес бројот на активни случаи се доближи до 600, а според информациите на локалната власт, секторот за внатрешни работи Велес врши контрола на само 481 лице, кои што се позитивни или пак имаат решение за изолација. Дали ова значи дека многу велешани се оставени на сопствената совест да не ги напуштаат домовите или пак станува збор за некој друг проблем, никој не знае. Останува да видиме какви одговори ќе дадат надлежните во врска со оваа ситуација. И покрај вклучениот црвен аларм со денови во однос на лошата ситуација во Велес со коронавирусот, дел од жителите на нашиот град не ја почитуваат основната мерка за заштита носење респираторна маска. Како што известува портпаролот на СВР Велес, и во текот на изминатото деноноќие се санкционирани голем број на велешани. Во текот на вчерашниот ден санкционирани се 54 лица за неносење на заштитни маски на лицето. Преходните денови бројот се движеше од 30 до 40, вчера е малку поголем, тука е некаде поглавно. Поголем дел на велешани се одговорни и совесно си ги сваќаат овие обврски, но за жал имаме поединци кои мора да ги санкционира. Додека првиот човек на Велес, Аце Коцевски, сподели информации за тоа колку велешани се санкционирани во текот на изминатата недела. Министерството за внатрешни работи, секторот за внатрешни работи од Велес од 27 октомври до денес има издадено 319 прекршочни налози за неносење заштитни маски и има поднесено против едно лице кривична пријава по членот 206 заради непочитување на мерките во пандемија. Врши контрола на 481 лице кои се позитивни или кои имаат решение за изолација. Додека бројот на лица кои што се со решение со изолација, како што изјави портпаролот на СВР Велес, заклучен со денес во Велес има 277 лица. Во нашиот град бројот активни случаи достигна скоро 600, па согласно информациите од страна на локалната власт и секторот за внатрешни работи Велес, очигледно голем број на граѓани се оставени на сопствената совест да не ги напуштаат домовите, бидејќи се позитивни на коронавирусот или пак имале контакт со некој позитивен. Министерот за здравство доктор Венко Филипче изјави дека ситуацијата со коронавирусот во земјава изминатата недела експлодираше. Порака им испрати на сите граѓани да не излегуваат од своите домови, освен ако немаат нужна потреба, како до маркет, училиште или работа. Исто така најави дека од вторник ќе започне вакцинацијата за сезонски грип. Пристигнаа вакцините за сезонски грип. Истите викендов ќе бидат дистрибуирани до градовите. Ова денес, како соопшти министерот за здравство доктор Венко Филипче на одржаната пресконференција. Стигнаа сите вакцини за грип. За време на викендот ќе се направи дистрибуција. Спремни се пунктовите во здравствениот дом и во центрите за јавно здравје и вакцинацијата ќе започне од Покрај ова, министерот за здравство ги соопшти спремните дополнителни капацитети на болниците во Скопје и ширум земјата, но пати апел до граѓаните да не ги напуштаат своите домови доколку немаат потреба. Ситуацијата со коронавирусот експлодираше изминатата недела во земјата, додаде тој. Бараме поддршка од сите, од граѓаните, од медиумите, буквално од сите. Колку и да е ова до сега повторено, ќе повторам пак дека клучот во битката и стабилизирањето на состојбата е доследното почитување и придржување до мерките. Вирусот е широко распространет и немало невнимание или одстапка може да значи инфекција. Имаме одлично димензионирани мерки. На утренскиот состав на Комисијата за заразни болести заклучивме дека дополнителни рестрикции во овој момент не треба да се прават. Апелирам да се почитуваат сегашните рестриктивни мерки, да не се излегува од дома, освен ако се нема некоја голема потреба, во маркет, на работно место или во училиште. Волонтер во Турција ја прими првата тест доза на потенцијална вакцина против коронавирусот, развиена во Турскиот универзитет
Германската полиција спроведува акции во рамките на кои се претресуваат станови и други простори поради загрижувачкото ширење на коронавирусот во Данска, особено на фармите за одгледување куни. Велика Британија воведе задолжителна самоизолација за сите патници кои доаѓаат на островот од таа земја. Во продолжение правиме преглед на вестите од светот. Волонтер во Турција ја прими првата тест доза за потенцијалната вакцина против коронавирусот, развиена на Турскиот универзитет во Ерџијес, јави агенцијата Анадолија. Станува збор за потенцијална вакцина развиена во Центарот за истражување и развој на вакцини на Универзитетот во Ерџијес, а која се произведува од компанијата Кочак Фарма. Турското министерство за здравство од почетокот го поддржува тој проект кој се спроведува во рамките на домашните турски ресурси. Со апликација на првата доза започна првата фаза на тестирањето на ефикасноста на потенцијалната турска вакцина. Германската полиција спроведува акции во рамките во кои се претресуваат станови и други простории. АФП објави дека акцијата е поврзана со терористичкиот напад во Виена. Ден предходно германскиот министер за внатрешни работи ги предупреди претениците дека Германија е во голема опасност од напади поврзани со радикални исламисти, како и дека има врска меѓу терористите од Виена и Германија. Хорст Зехофер посочи дека оваа година се забележени само 3 терористички напади со исламистичко потекло во Германија, како и дека извршителот на нападот во Виена во понеделникот имал контакти со припадници на исламистичката сцена и во Германија. Преку случајот во Виена ние исто така имаме врски со потенцијално опасни исламисти во Германија, рече Зехофер, не наведувајќи детали. Поради загрижувачкото ширење на коронавирусот во Данска, особено на фармите за одгледувањето куни, Велика Британија воведе задолжителна самоизолација за сите патници кои што доаѓаат на островот од таа земја. Патниците што доаѓаат во Велика Британија од Данска од денеска во 4 часот наутро мора да одат во самоизолација 14 дена, во согласно со законот за ограничување што моментално е во сила во нашата земја. Оваа мерка е подеднаква во интереси на луѓето кои моментално се наоѓаат во Данска и граѓаните на Велика Британија. Поради тоа, итно реагираме за да ја заштитиме нашата земја и да спречиме ширење на коронавирусот од Данска, изјави министерот за транспорт на Велика Британија Грант Шапс. Почитувани гледачи, во продолжение следува временската прогноза. Дознаваме какво време имаме денеска, но и какви температури не очекуваат во текот на наредните денови. Почитувани гледачи, овде е крајот на овој издание од вестите. За повеќе информации следете на нашата Facebook страница Телевизија Здравкин и нашиот YouTube канал. Имајте пријатна вечер.